Добро вечер. Би сакал да ве известам дека тука денес во Штип ВМРО-ДПМН одржа прво еден работен семинар со Фондацијата Конрад Аденауер и партискиот институт аналитички Љубеша Георгиевски, кој што беше насочен за локалните избори, и оние кандидати кои што веќе ги определивме учествуваа на истиот со цел да имаме заедничка обука за изготвување на програмата во интерес на општините кои што тие ќе ги представуваат. Исто така ВМРО-ДПМН го одржа и извршниот комитет вечерва во Штип и одлучивме да определиме уште 8 кандидати за градоначалници во 8 општини. ВМРО-ДПМН донесе одлука да му предложи на Централниот комитет за Македонски Брод кандидат да биде актуелниот градоначалник Жарко Ристевски. За општина Могила да биде актуелниот градоначалник Драганчо Саботковски. За Пробиштип имаме кандидат кој што ќе се трка за градоначалник Тони Тоневски. За Богданци ВМРО-ДПМН го предлага Маријан Пеев. За Демир Капија ја предлагаме Наталија Димитриева. За општина Росоман предлог за кандидат за градоначалник е Ѓорѓи Крстевски, за Новаци Стефче Стевановски и за Дебарца Златко Силјановски. Сметаме дека овие 8 кандидати за градоначалници се одговорни, исполнителни личности, кои што својата активност ја докажале не само во рамките на коалицијата на ВМРО-ДПМН, туку имаат углед и во самите општини. На истите ќе им биде препорачано во следниот период да си отворат што поголема комуникација со локалните граѓани во општините, за да може да поработат директно на терен за составување на програмата која што е потребна за локални избори, а ВМРО-ДПМН ќе им стои исто така Централниот штаб на располагање заедно со еден тим кој што ќе биде формиран за локалните избори да им помогне за одредени проекти кои што се од поголемо капитално значење за Македонски Брод, Могила, Новаци, Пробиштип, Богданци, Демир Капија, Росоман и Дебарца. Цениме дека со овие 8 вечерва објавени кандидати за градоначалници и претходните 25 ВМРО-ДПМН со самодоверба чекори кон локалните избори, бидејќи сме единствената партија која што во моментов има обзнането имиња на 33 кандидати за градоначалници, за кои што сметаме дека се на добар пат и да ја добијат довербата на граѓаните. Оние кои што се актуелни градоначалници сметаме дека со досегашната работа ќе имаат добар кредит да ја добијат и понатамошната доверба, а оние кои што добиваат шанса за прв пат, искуството кое што го имале претходно во своите општини и поддршката која што ќе имаат од своите колеги и од нас како поголема политичка партија, цениме дека ќе им биде ветар во едра за спроведување на добра програма и реализација на добри проекти корисни за нивните општини. Тоа би имал на кратко да ви соопштам, доколку имате некои прашања, повелете. Господин Милошевски, дали се одлучивте, дали се договоривте за кого ќе предложите за кандидација град Скопје градоначалник, до кај се овие разговори? Разговорите се во тек. Мислам дека до средината на јули би имале и на таа тема одредено решение. Сметам дека се водат одредени сондажи на терен кои што би сакале да ги имаме во предвид како размислување на граѓаните за одредени можни кандидати, но наскоро мислам дека и тоа прашање ќе го обзнаниме и ќе го обелодениме и кандидатот или кандидатката за градоначалник на Скопје. Истовремено дозволете да ја известам јавноста дека вечерва извршниот комитет одлучи генералниот секретар на партијата Ѓорѓе Сајковски да биде определен за председател на Републичкиот изборен штаб, кој што ќе ги води кампањите за локалните избори 2025 година и ќе им биде логистичка и програмска поддршка на кандидатите за градоначалници. Дали значи тоа дека до јули ќе бидат објавени останатите имиња на градоначалници? Ние во наш интерес вечера разговаравме, гледаме дека добро се одвиваат разговорите и на локално ниво со нашите општински комитети, постои сериозен интерес кај личности со добра репутација и нашата намера е што поголем број на кандидати да ги објавиме пред, условно кажано, илинденските празници. Дали ќе остане уште некој кандидат, би биле веројатно можеби и малку на број да се соопштат покасно,
не би можел да прејудицирам, но сметам дека најголемиот број на кандидати ќе ги објавиме до крајот на јули, и она што сакам да го потенцирам исто, дека ќе зависи за одреден дел на општини и прашањето како ќе се договориме со коалициониот партнер ЗНАМ. Дали ќе се договориме за да настапиме заеднички, дали само во една или можеби во 2, во 3 или во 4 општини, и тоа ќе биде предмет на разговори во следните отприлика 2 недели, што ќе ни помогне да можеме да ги определиме и тие кандидати доколку постои таков договор. Дали правите анкети за градот Кочани, дали имате некои кандидати исто за градот Кочани? Таму сега сме посветени на други не се приоритетите во општина Кочани. Приоритетите се пред се поставени според потребите на семејствата и граѓаните кои што претрпеа многу големи и ненадомесливи загуби. И во моментов најголемиот приоритет ни е преку Фондот за здравство, преку Министерството за здравство, но и други избрани именувани функционери да бидеме во комуникација со оваа целна група и да бидеме од поддршка на тие граѓани. Се разбира дека ќе дојде и на ред прашањето за локалните избори, но досега не сме го отвориле тоа како тема за ова општина посебно. Се надевам дека во идниот период ќе најдеме време и за тоа да донесеме одлука. Благодариме. Благодарам многу.